зборуваат вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Согласно изборниот закон, 318 болни и изнемоштени граѓани од 4 општини во регионот гласаат еден ден порано од закажаниот датум за парламентарните избори. Претходно гласаа лицата кои се во самоизолација поради COVID-19. Вкупно 318 болни и изнемоштени лица од општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци се на избирачкиот список со право на глас еден ден порано од датумот на гласање на предвремените парламентарни избори. Од Општинската изборна комисија на Кочани соопштија дека покрај нив правото на глас во понеделникот веќе го оствариле лицата кои се во самоизолација поради болеста COVID-19. Гласањето за денес тече во најдобар ред со мали технички проблеми кои што се решаваат на лице место. Гласаат 161 лице кои што се пријавени како болни и немокни, гласаат од својот дом. Се применуваат сите здравствени протоколи пропишани според Министерството за здравство, носење на маски, ракавици, дезинфекција постојано на кутиите, на раце, на све. Мислам дека во најдобар ред све се одвива до сега. Вчера гласа 5 лица во самоизолација или болни од COVID. И таму гласањето помина во најдобар ред, сите си гласаа нормално, здравствен тим беше во посета на тие избирачи, све помина во најдобар ред. Председателот на Општинската изборна комисија во Виница, Ацо Ѓоргиев, информираше дека гласањето за евидентираните 96 болни и изнемоштени лица било завршено веќе во 13 часот. Слична беше состојбата и во соседните општини Зрновци, каде се евидентирани 18 лица кои гласаа во текот на денот, а пред истекот на законскиот рок во 19 часот заврши и гласањето во Чешиново, Облешево, каде правото да гласаат во домашни услови го искористија 43 избирачи. На избирачкиот список во 4 општини се запишани околу 58.000 граѓани, кои своето избирачко право ќе го остварат на 103 гласачки места. Хронично болните лица терапијата да си ја подигнуваат со електронски рецепт од матичниот лекар. Не мора да доаѓаат, туку само да се јават на телефон. Уште еднаш апелираат матичните лекари, бидејќи истото функционира повеќе од 2 месеци, а пациентите пак очекуваат и бараат хартијани рецепти. Од 1 мај веќе функционира електронското издавање на рецепти, но хронично болните лица пак не научија за каков начин се работи. Фондот за здравствено осигурување поради состојбата со COVID-19 воведе пропишување и издавање лекови без хартија преку електронски рецепт за хронична терапија за хронично болните лица. Тоа значи дека нема потреба хронично болните лица да одат кај матичниот лекар за да им биде препишан и издаден хартиен рецепт. Наместо да губат време за одење, чекање во ординации и враќање, корисниците на хроничната терапија треба само телефонски да контактираат со својот матичен лекар и да добијат информација дека им е креиран електронскиот рецепт. Потоа одат директно во аптека и со документ за лична идентификација може да си ги подигнат пропишаните лекови. И покрај информацијата дека така функционира, сепак пациентите пак доаѓаат во амбулантите и без потреба чекаат и бараат лекови од аптеките на непропишани рецепти. Затоа матичните лекари со уште еден апел и укажување за начинот на издавање на рецептите. Тие треба за хроничната терапија да се јават кај својот матичен лекар. Најдобро е на фиксниот телефон, затоа што тука се и сестрите кои што ќе ги земат, значи ќе ги ислушат, ќе слушнат што им треба од хроничната терапија. Они се веќе добро обучени, најчесто во амбулантите сестрите ја препишуваат хроничната терапија
и тие не мора да доаѓаат, значи со физичко присуство во амбулантата, по телефон ќе бидат информирани, ќе си кажат својата хронична терапија, ќе им биде напишана и тек потоа ќе одат во аптеката. Пациентите не им е забрането да доаѓаат во амбулантите, значи тие кога имаат потреба да се прегледат, да се консултираат со својот матичен лекар, тие треба да се јават и да дојдат со претходна најава како што е сега по протокол заради пандемијата со COVID-19. Иако матичните лекари може да издадат рецепти за 3 или 6 месеци, сепак најчесто издаваат за 1 или 2 заради евентуална промена на терапијата. Доктор Алексова додава дека лабораториски упати се издаваат, а старите упати важат од претходно. Освен ова, матичните информираат дека се уште се третираат само итните случаи, а системот Мој термин и закажување кај специјалисти не функционира. Пациентите кои што ја примат хроничната терапија, се уште им важат старите упати. Значи, стари упати се смета во кои што се издадени 2019. Се уште важат преписите и препораките од специјалист од упатите кои што се издадени, извештаите кои што се издадени 2019. Се уште Мој термин и закажувањето не функционира. Значи не ни сметат они на нас што ќе не прашат и што сакаат да се контролират. Многу побезбедно е за оваа ситуација сега да си седат дома и да не бараат упати, значи и термини. Доктор Алексова додаде дека ако пациентите почувствуваат симптоми на покачена телесна температура, гушење, главоболка, краварење или слично, веднаш да се јават телефонски кај матичните лекари и да побараат помош. Заврши сликањето на муралот на зградата на Водостопанство Брегалница во Кочани, што се реализира како проект на 15-тото издание на АКТО фестивалот на современа уметност. За 2 дена од почетокот на работите заврши сликањето на муралот со порака за солидарност, што се најде на фасадата на јавното претпријатие Водостопанство во Кочани. Активноста е дел од програмата на 15-тото издание на АКТО фестивалот за современи уметности, што се реализира во продукција на организацијата Факултет за работи што не се учат. На муралот е испишана пораката "Солидарноста е лекот за јакнење на имунитетот", што според организаторот на фестивалот е со цел да се потенцира важноста на солидарноста во актуелни услови на здравствена криза. Решивме да го правиме малце форматот различен, да интервенираме во јавен простор преку форма на мурали. Значи да ги запазиме рестрикциите, но исто да ја држиме како да кажем, стратешката линија на фестивалот на нашата организација, тоа е промоција и продукција на современа, жива, ангажирана уметност. Решивме да го прошириме малце кругот на делување во уште неколку градови, значи делуваме во 7 градови, на површина од околу повеќе од 600 метри квадратни ќе се сликаат мурали. Првпат работиме во Кочани. Кочани е 5ти мурал кој го промовираме поред. Она што ни е битно е да ги отвараме темите за кои се залагаме сите овие 15 години, тоа е антиксенофобија, антинационализам, антидискриминација, борба за јавен простор, слободна критичка култура и секаде во секој град каде што интервенираме согласно некоја битна локална карактеристика. Автор на муралот е уметникот Ненад Тонкин, кому токму ризовите полиња во Кочанско му биле главен мотив при изработката на проектот. Се намерив да направам некој вид на стилизирано оризово поле кој што оди во перспектива од најголеми кон најмали и така го пополнувам цел зид да изгледа визуелно добар. А втората важна работа ми беше да реферирам на некое познато уметничко дело и така го искористив создавањето на Адам од Микеланджело, една позната слика која што се наоѓа на Систинската капела на плафонот. Јас ги искористив само рацете кои што за мене се символ на една искра на создавање, искра на солидарност, искра на подобро заедништво. И сега таа типографија која што тука ја ставивме заедно во соработка со организацијата ФРУ која што го прави АКТО, мислам заеднички процес беше на идеја, се сложивме да биде као солидарноста го јакне имунитетот, односно малку како попоетично да биде солидарноста е лекот за јакнење на имунитетот. И сега тука под имунитет
подразбирам имунитет не само на единката од здравствен поглед, туку имунитет на заедницата, имунитет на општеството. Како можеме да се подобриме, да бидеме подобра заедница, вакво практикувајќи ја солидарноста како една многу значајна вредност, која што мислам дека малку ја имаме изгубено низ годините и сакам да кажам дека таа солидарност е патот кон подобро општество, не поделби, туку заедништво. Во рамки на овогодишното издание на фестивалот АКТО, освен во Кочани, мурали се изработуваат и во Битола, Прилеп, Велес, Штип, Гевгелија, како и во населбата Ченто во Скопје. При тоа е опфатена површина од околу 600 метри квадратни. Говорот на молкот е насловот на новата книга на авторката Христина Илиева од Кочани, која излезе од печат деновиве и е одобрен проект од Министерството за култура. Во 30-тината поместени песни, авторката зборува за божественото во нас и за искрените емоции за вредностите кои се заборавени од луѓето во општеството. Неодамна излезе од печат новата книга на авторката Христина Илиева од Кочани под наслов Говорот на молкот. Станува збор за нејзино трето авторско дело, по првото во потрага по себе и втората е онлайн објавена книга за деца под наслов Боите на детскиот свет. Во Говорот на молкот и во поместените 30 песни, авторката Илиева зборува за заборавените вистински вредности, љубов, почит, хуманост, добрина, кои звучат демоде во овој така наречен нов поредок од свет, а всушност тоа е оската на симетрија и тежиште околу кое човештвото се уште гравитира. Илиева во книгата зборува дека промената започнува во секој од нас, не од утре, туку од денес. Книгата содржи две тематики, духовна и душевна. Без тоа зборувам за духовната и за душевната страна. Душевната страна нема да осознаеме ние никогаш ако прво не нурнеме длабоко во себе. Да си го пронајдеме тоа сокровиште и скинија, каде што ќе го направиме чистилиште од нашето срце и душа, како што рекол невистите, макари сите наши сетила и органи имаат своји внатрешни органи, да гледаме со очите и на срцето. Така кога во себе ќе го пронајдеме она човечкото што го барал и Диоген, што ние заборавивме да го бараме за оние вистински исконски вредности, тогаш значи не можеме сами, туку нели се треба да препуштиме во Божји раце. Таа битка на човекот, значи не може самостојно, човекот не е семоќен и себешен како што е Бог. И тие две теми некако комплементарно ми се испреплетува и мислам дека заслужува да се направи една симбиоза. Поезијата мора да биде искрена, значи секој стих има своја тежина, своја емоција, своја големина. Насловот Говорот на молкот е оксиморон, или толку контрастен да речам, затоа што ние луѓето престанавме да се слушаме едни со други. Престанавме, како што ни вели во Божјото слово, сакај го ближниот како што се сакаш себе си. А ние станавме премногу суетни, егоистични, егоцентрични. Заборавивме да се почитуваме меѓу себе. Заборавивме да се слушаме за да се разбереме. Сметам дека секој од нас треба да си направи свој храм во душата и оттаму да почне да си ги бара и своите цели, своите патешествија, своите насоки. Сега никогаш или најчесто е многу тешко, посебно кога во животот сам се борите за двајца, кога сте интелектуалец не валоризиран, кога толку се обидувате да направите нешто од себе во својот живот, за своето дете и за целата заедница, а тоа од друга страна не доживува фидбек, посебно кога освојувате меѓународни награди, признанија, имате зад себе успешни проекти овде во странство, а не сте препознаени во својот град. Значи сите тие битки многу болат. Меѓутоа ако не се препуштаме на таа болка, може да потонеме. Меѓутоа сепак мора да постои некој излаз, некоја светлина. Нашата борба не е само за нас, нашата борба е и за нашите деца. Нашата борба е за околината, за луѓето околу нас, за целата наша земја. Ако ние не сме промотори на соодветен начин, значи ние не само што нема да постигнеме нашата цел, туку ние сме се изгубили на патеката на животот. За првата песна во книгата Дојди ми не дојдија на овогодинешниот фестивал Парнасо во Италија од 60 земји од целиот свет, песната на Илиева ја освои наградата за трајни вредности. Тоа е голем успех кој многу значи на Илиева и истата песна во книгата е поместена и со превод на италијански јазик.
Илиева уште како ученик има учествувано во многу надпревари, а сега како поет и писател има учествувано на многу домашни и интернационални конкурси за поезија и ликовна уметност, а илустрациите во книгата се лично нејзини. Има освоено многу награди и признанија на меѓународни фестивали, меѓу кои освоена втора награда за истражувачко новинарство, што понатаму влезе во конкуренција за ЕУ награда, а има добиено и пофалница за есеј на слободна тема во Австралија и учесник е на светскиот надпревар за иконографија. Книгата Говорат на молкот е одобрен проект од овогодишната програма на Министерството за култура, а пред јавноста ќе биде промовирана, но за датумот и местото на промоцијата, согласно протоколот за заштита од COVID-19 и моменталната здравствена криза, љубителите на пишаниот збор дополнително ќе бидат известени. И за крај информацијата од спортот. Фудбалерите на Осцогово продолжуваат со подготовките за стартот на новото првенство во втората лига, а се засилува и играчкиот кадар. На клубот му пристапи уште еден фудбалер, а почнува и серијата контролни пријателски надпревари. Фудбалскиот клуб Осогово втора недела ги реализира подготовките за престојното првенство во второлигашкото друштво, а истовремено ги засилува и играчките редови. Според официјалните информации од клубот, тимот го одобил и второто заселување во летниот преоден рок. Кон екипата на жолто-сините се приклучи и крилниот напаѓач Димитар Иванов, кој доаѓа од редовите на Пелистер. Се работи за 25 годишен искусен играч кој има и прволигашки стаж во дресот на Силекс. Покрај Пелистер и Силекс, тој настапувал и за Тиквеш, Кожув, Металург, Тетекс, Љубанци, Евромилк ГЛ и Вардар. Иванов е второто ново име во овој преоден рок, откако претходно на Осогово му пристапи и Илија Далчевски од Лабуништа. Истовремено, кочанскиот второлигаш ја почнува и серијата планирани контролни надпревари во рамки на кондицијските и тактичките подготовки за новото првенство. Првиот надпревар жолто-сините го имаат со тимот на Академија Пандев на теренот во Струмица. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.